Околу 70% од руралните општини во Тетовско немаат безбедна вода за пиење. Анализите на Центарот за јавно здравје Тетово за минатата година покажале дека мострите земени од чешмите во повеќето села не одговараат по правилниците и стандардите. Дел од жителите на селата велат дека купуваат вода, а некои сепак пијат од чешма. Ја ќе ја преврием и ќе ја пием. Не ми се пие од продавници вода. Имаше купував, што не пијат вода, да. Ја моментално пием од дома, ваќе од чешма. Не купувам никогаш. Доктор Атко Давидовски вели дека микробиолошки неисправната вода се должи на несоодветното управување со водоснабдителните објекти. Тоа се должи пред се на немање на прописни каптажи или несоодветно одржување на истата во техничка смисла, неоформеност на заштитни зони, односно таму кај што ги има не се ни одржуваат, а ги има во многу малав процент, застарена и подложна на чести дефекти водоводна мрежа, потполно отсутство на дезинфекција во огромен процент на населените места, на селата. Таму кај што имаме дезинфекција, рачно се врши, значи дисконтинуирано, не се врши во континуитет, како во градското подрачје. Често имаме нестручно одржување на водообјектите, иако има секаде оформено јавни комунални предпријатија, меѓутоа на многу места имаме нестручно одржување, затоа што не може да превземат титуларот јавните комунални предпријатија од местните заедници, титуларот на собственост на водообјектот. Центарот за јавно здравје има склучено договор за редовно мониторирање на квалитетот и безбедноста на водата за пиење само со општина Брвеница, а другите побарање. Материјалните средства се проблем секаде, вели доктор Давидовски. Често пати ни кажуваат ако ставиме хлоринатор за редовна дезинфекција на водата за пиење, струјата ќе не кошта толку и толку, а ние во моментов не можеме да ја платиме, затоа имаме дисконтинуирано, значи рачно се врши дезинфекција, најчесто со хлорни препарати. Меѓутоа ефектот го гледаме. Чим има дисконтинуитет, процентот на микробиолошки загадени води е голем. Водата во градот пак е безбедна за пиење, но на годишно ниво се контролира само 25% од предвидениот број мостри, според националната програма, затоа што комуналното предпријатие нема договор со центарот. Тоа е со минимален број на мостри. И проценката на ризикот тешко може да ја направиме со таков минимален број на мостри. Треба некаде Тетово е минимален број на мостри е 420 до 440 на годишно ниво равномерно распоредени. А ние вршиме некаде околу 100 анализи, 100 мостри. Годишно. Значи 25% од предвидените.